Поздрав, драги мои, денеска сме во една интересна, барем по мене, емисија во која ќе имаме разговор со директорката на Детскиот културен центар. Зошто се одлучив токму неизе да ја повикам? Многу настани што сега се случуваат потекнуваат од и се во реализација на Детски културен центар, а установата е нешто што самата зграда има своја приказна, самото постоење на Детскиот културен центар како единствена установа, можеби да кажам и во Македонија на ваков начин, е нешто што заслужува да биде кажано и да биде презентирано и на оние кои не го знаат тоа. Јас би ве замолила да ми се представите и да ми кажете нешто повеќе за самиот Детски културен центар. Најнапред ви благодарам за поканата. Ми значи ова што ќе го зборувам за установата со која што раководам. Во моментот сум јас директор на јавната установа Детски културен центар Карпош и сум Билјана Лалчевска-Серафимовска, која што сите овие години вложува љубов, посветеност за децата кои што се членови на сите секции во Детскиот културен центар Карпош. Во минатото тоа било пионерски дом Карпош за оние повозрастните кои што го паметат. Прв пионерски дом во бившите југословенски простори. Така, тие што го паметат како пионерски дом Карпош, а ќе почнам малку во едно подалечно минато, кога ова здание сега што го гледаат сите граѓани на градот Скопје и на целата држава практично, било приватна куќа на семејството Драга. Почнала да се гради во 1907 година. Во 1908 година веќе семејството Драга со сопругата живеат, се вселуваат во куќата, која што патем има неколку воденици, огромен широк двор и една стара конјушница. Тие се луѓе трговци, маж и жена, кои што за жал немаат свое семејство, односно пород. Живеат тука до 1918 година, за да се преселат во Истанбул потоа. На приземјето, односно сутеренот на сегашниот Детски културен центар Карпош, биле амамите или бањите, каде што семејството ги користело. На првиот спрат од куќата биле работните простории, бидејќи мажот бил трговец и тука ги остварувал своите оние деловни работи, а третиот спрат во суштина бил нивниот дом, спалните соби, дневната соба, со препознатливост и ден денеска со оние високи тавани дури до 3-4 метри. Стилот кој што е викторијански, така и градена самата куќа е се уште задржан. Куќата, односно институцијата сегашна, претрпела многу промени во текот на своето гравитирање, така што освен што била семејна куќа, потоа 1930 до 40 година станува француски конзулат, потоа станува, се редат разноразни институции кои што ја превземаат оваа семејна куќа, така што еден податок да кажам, првата веледрогерија Реплек практично започнува од оваа семејна куќа, за да на 6 јуни 1948 година се предава на пионерскиот дом Карпош, така и се именува,
за да се следи аманетот кој што го остава семејството Драга во наследство, да тоа биде куќа исполнета со културни активности поврзани со децата. Ние до ден денеска, иако се преименува како Детски културен центар Карпош, аманетот до ден денеска го исполнуваме и морам да споделам една емотивна средба во 1992-3 година. Доаѓа последниот потомок на Драга, тоа е Али Драга, да види дали на вистина аманетот се исполнува, и тоа било една емотивна средба. Јас тогаш не сум била присутна како раководител, но морам да кажам дека јас моите први чекори од културата на 6 годишна возраст во областа на фолклорот сум ги направила токму во тој тогашен пионерски дом Карпош. И навистина сум горда и среќна што ете после толку години оној мирис на тие ѕидови, на таа хармонија што вработените едноставно и љубов и посветеност ја нудат во центарот, се чувствува и до ден денес. И детскиот жагор кој не престанува во секој случај. Кажете ми, сега ова летно време има доста манифестации во Старата Скопска чаршија и вие сте дел од тоа. Што е она што ве побудува или што на некој начин е најважното за да дојдеме до таква една манифестација која на некој начин ја исполнува чаршијата и сите кои се во неа? Јас ќе почнам од моментот на креирање на програмските активности на Детскиот културен центар Карпош. Тоа е една јавна установа која е под капата на градот Скопје. И со гордост можам да кажам дека сите оние идеи, размисли, креативни програми ги поддржува градот Скопје заедно со секторот за јавни дејности и одделението за култура, особено градоначалникот Орце Георгиевски, кој што навистина ги сака децата, сака да вложува во децата и навистина ги поддржуваат заедно овие манифестации и фестивали. Имаме фестивали кои што се навистина од клучно значење не само за нашата институција, не само за нашиот град, туку за целата држава, бидејќи се меѓународни фестивали, каде што навистина во даден период од годината е вистински празник за градот и за сите граѓани кои што живеат во нашиот град. Бидејќи е самата институција таква да ги собира на едно место децата, ние последниве 10 години ги следиме и потребите на овие деца кои што растат во 21. век и сакаме да го доближиме она што за нив е непознато, она што за нив представува на некој начин срам, да им го доближиме како една културна вредност и да растат со она што на вистина може да се гордеат во иднина. Тоа се фолклорот, традицијата, културата, уметноста и сето она што постои како секција во нашата институција. Ќе споменам како ние ги создаваме и како добиваме идеи за креирање на вакви значајни, да кажам, детски фестивали. Принципот на работа во нашата институција е практично осмислување на слободното време на сите деца од главниот град и околината, така што сакаме да квалитетно го поминат децата слободното време, да ги тргнеме од улицата, иако јас сепак ќе кажам дека и улицата е еден сегмент од живеењето и растењето на децата,
Но ако се, нели, условно кажано, задојат со културата и си го најдат местото онаму каде што навистина сакаат да партиципираат, ќе имаме среќни деца, среќни млади луѓе и едно среќно општество. Не само тоа, и доста познати имиња во Македонија од културните дејности потекнуваат или почнале во домот на Така, културата. ќе зборуваме и за тоа. Јас би се навратила. Ние околу, нели, секциите имаме различни секции и како децата всушност ќе си го поминат слободното време преку фолклорот, која што секција е со традиција веќе 45 години, како почнало како фолклорна група, па потоа прераснала во фолклорна секција. И тука клучна улога има доајенот на македонскиот фолклор, господинот Тофе Дракулевски, кој што е еден од еминентните личности кои што работеле во детскиот културен центар Карпош со фолклорната секција, и оттаму потекнува меѓународниот детски фолклорен фестивал Оро без граници, чиј идеен творец е токму господинот Тофе Дракулевски, а јас во тоа време сум била член на фолклорната секција и сум учествувала на тој еминентен и престижен фестивал, кој оваа година прави 35 години од постоењето. Нека со среќа уште тоа. Благодарам. Каже, ме интересира впечатокот на малите деца, млади деца кои доаѓаат во Скопје, каква е нивната реакција на Скопје и на сето тоа што се случува со Оро без граници? Значи, реакцијата е, тоа треба само да се доживее. Кога ќе дојдат учесниците од различни држави од, нели, Европа и светот, тие се прво исплашени, не знаат каде доаѓаат, бидејќи секогаш не се сместени во студентски домови или во хотели како што одат на одмори кај со нивните родители, туку имаме ние една традиција да се децата сместуваат и ние да им бидеме домакини за престојот од 3-4 дена додека се тука, да им покажеме знаменитостите на нашиот град, да им го покажеме културното наследство на нашиот град, да им покажеме гостопримство кое што на крајот завршува со солзи за разделба. Тоа е многу интересен феномен, но за време на фестивалот се склучуваат такви трајни пријателства помеѓу децата. Еве, јас прво тргнувам од себе си, имам трајни пријателства од низ целиот свет што сум ги стекнала за време на овие на овој фолклорен празник, ќе го наречам, бидејќи 35 години сепак и не е мала бројка, да обстои нешто што навистина се работи со љубов. Децата не сакаат да си заминат од фестивалот, но затоа, откако завршува фестивалот, ние исто така сме поканети да гостуваме и кај нив и со истата енергија, со истото чувство одиме со среќа, возбуда и радост на нивните покани. За сите овие 35 години тоа се веќе возрастни луѓе, Така е. кои веројатно ја пренесуваат приказната и доживувањето што го имаат тука. Тоа е еден дел од она што на некој начин можеме да бидеме горти дека не препознаваат или дека сакаат да не запознаат другите кои не дошле тука. Така. А исто така ќе го споменам и фестивалот за класичен балет и модерен танц. Тука има уште една успешна приказна. 6-та година поред го правиме фестивалот како фестивал. Меѓутоа, од каде произлезе идејата за овој исто така значаен фестивал, ние сега ја испишуваме и продолжуваме да ја испишуваме историјата на балетската уметност. Бидејќи
првите балетски чекори и во суштина првата стапка на балетската уметност во нашата држава е токму од Пионерски дом Карпош. Тогаш во далечното минато германката Анализе Асман дошла во Македонија, во градот Скопје, и таа се занимавала со танц, така што создала една мала група значајни луѓе кои што се сега веќе возрасни, од нив некои се веќе не се меѓу нас, тоа се Натка Пенушлиска Митровска, Емица Джипунова, Смилка Слјановска и Бранџолица, Олга Милосавлева. Тоа се неколкумина луѓе, тогаш млади деца, девојки, кои што за прв пат ги направиле балетските чекори во Пионерскиот дом Карпош. За да потоа се создаде и балетската школа, Илија Николовски Лу и така натаму, но ова е една историски податок кој што можеби гледачите не го знаат, така што ние така дојдовме на идеја да формираме еден фестивал каде што ќе оддадеме почит и признание на сите оние луѓе кои што се значајни за балетската уметност. Така да првата година благодарница за и она почит за животно дело и дадовме на Натка Пенушлиска. Тогаш за прв пат јас и се запознав со Натка. Потоа Емица Джипунова, Татјана Петковска, посхумно дадовме на Александар Доброхотов, кој што е основоположникот на балетската уметност, и минатата година ја именувавме нашата награда за животно дело по оној кој што сите го препознаваат, тоа е Ѓорги Македонски, тоа е првиот човек кој што дал и оставил трајни вредности во балетската уметност. За да годинава таа статуетка за животно дело ја доделивме на Зуица Пуровска-Велевска и ќе се редат уште многу успешни вакви приказни. Моите кумови Јагода Сланева и Александар Хаджиманов се исто балетани и доста сум навлезена во таа бранша на нештото што може би ретко во овие балкански простори е на некој начин со вистински вредности и доживувања. Дали детскиот центар има некој начин како ги повикува или како доаѓа до вас младите деца за да си го најдат своето место во домот? Како што кажав и пред малку, ние ги следиме трендовите и потребите на децата од 21. век. Едноставно, нашите манифестации, нашите фестивали будат интерес кај младата популација, особено затоа што се многу внимателно создадени. Значи, не е тоа само да направиш нешто кое што нема да се памети и нема да остане како трајна вредност. Така што имаме алатки, особено сега овие социјалните мрежи се многу една интересна алатка, каде што ние не се рекламираме, да вложуваме дополнителни средства, едноставно тоа што го правиме со љубов, го споделуваме со децата и го препознаваат. Мене ми е особено голема честа што она што внимателно го поставуваме како програма, особено водиме сметка тоа да биде квалитетно, да биде издржано, да има одредена цел, децата кои што доаѓаат да го посетуваат домот и да бидат учесници во
креираните програми да ги знаат што очекуваат од сето тоа. Па така се роди идејата за ритамот на чаршијата. Едноставно, шетајки со нашите членови од Детскиот културен центар Карпош, со дечињата низ чаршијата, свативме дека сакаме да ги оживееме, условно кажано, тие сокачиња, тие занетчиски дуќанчиња и сето она што е примамливо, а што се наоѓа во старата скопска чаршија. И така ја создадовме манифестацијата Ритамот на чаршијата. Еве веќе трета година поред ја реализираме. Едноставно, првиот настан беше во Куршумлијан. Тоа е еден значаен објект кој што треба да исто така да биде популаризиран. Исто така Сулијан, за да оваа година тоа се случи на плоштадот Карпошово востание, на самиот влез од старата скопска чаршија, каде што две вечери се со различен жанр. Првата вечер е практично она нашето исконско, изворно македонска музика. Во различити години различна програма имаме. Годинава беше староградска музика, минатата година беше чалгиска, предминатата изворна македонска народна музика, за да во втората вечер дадеме поддршка и ги афирмираме нашите млади уметници кои што на вистина ни светот градат светски кариери, а кај нас се помалку познати. Ќе го споменам само момчето Коста Давчевски, кој што само со 14 години направи солистички свој концерт. Мислам, детето му посакувам на вистина една успешна кариера. Тој веќе е детектиран како надпросечно талентирано момче, кој што свири на класична гитара и на вистина беше мене прво особена чест што е кај нас на оваа манифестација, нели дојден, а понатаму посакувам да биде... Каква е посетеноста? Одлична, значи во зависност од тоа, еве зборувам сега конкретно за последниот настан, иако сме 19-20 јуни беа тие денови, дати одредени за оваа манифестација, иако на 20 јуни беше спектакуларната Кармина Бурана во градскиот парк, јас сум навистина горда и среќна што Музеот на македонска борба беше преполн од публика, го испочитува солистичкиот концерт на младиот уметник, а да не кажам за 19-ти плоштадот Карпошово востание, впрочем можат сите оние кои што се љубители на овој мелос да повелат на нашите социјални мрежи, да видат дел од атмосферата која што ја предизвика ансамблот на Стефче Стојковски, кој што на вистина направи еден спектакуларен кој на вистина е настан. Мислам дека старата чаршија е малце искористена. Незините можности, незините приказни, јас многу често имам кажано на медиумите дека во стара чаршија доаѓале во овие анови трговци со камили, што нешто представува уникатно во овие простори, не се доволно искористени и по мене чаршијата е нешто што ја има својата приказна, ја има својата душа, меѓутоа таа треба да функционира нон-стоп. Да едноставно се препознае дека е жива, дека се уште е онака некажана доволно приказна. Токму затоа и ние го создадовме овој настан и ценам дека од година во година на вистина просторот заживува, на вистина е исполнет со
многу настани, денови од страна на нашата институција, да кажем, така што ценам дека секое ќоше, секое сокаче, како што кажав, и секоја уличка ќе си најде свое место во нашите манифестации. Јас мислам дека Детскиот културен центар сега веќе 48 е така, 60 години наскоро ќе прави. Не повеќе, ние веќе 80 години ќе правиме. 75 години правевме во 23-та година. Да. Повеќе од 75 години институција која вреди да се каже дека е една од ретките со толку многу години постои. Така е. Од оваа институција, јас милувам да ја кажам дека е расадник на таленти. Многу талентирани деца биле членови на Детскиот културен центар Карпош. Јас ќе ги споменам, како што споменав, од Натка Пенушлиска до Драган Мијалковски, кој што патем беше и вработен во центарот, Сузана Спасовска, Симон Трпчевски, Стефче Стојковски, Маја Гроздановска-Панчева. Значи, тоа се имиња Томислав Таневски како композитор, и тој беше вработен во Детскиот културен центар Карпош. Значи, луѓе кои што на вистина дале придонес во културата, и се уште даваат придонес во културата, а потекнуваат од првите чекори ги направиле токму во Детскиот културен центар Карпош. И со радост на овие значајни јубилеи, кога ги правиме, со радост доаѓаат на нашите покани, бидејќи тука евоцираат спомени од минатото, како било во минатото, како е денес. И на вистина со голема емпатија, со голема радост зборуваат за сите оние поминати години во храмот на детската уметност. Едноставно, драго ми е што тоа е расадник на таленти, што имаме можност заедно со моите вработени да регрутираме не само талентирани деца, туку воопшто деца кои што на крајот од денот талентот, како велат, е неколку проценти, а се останато е работа и резултат. Не само тоа, него и да се одвојат децава од мобилните, од интернетот, од нештата што едноставно по мене ги затупува, не дозволува да тој талент се развие и да тој биде дел од тоа. Затоа јас секогаш велам, и кога говорам вака јавно по медиуми, и кога се обраќам на родителите, на децата, донесете ги само да ја погледнат таа убава зграда која што е направена во викторијански стил. Значи, првиот впечаток е надворешниот изглед, а веќе кога ќе влезат внатре во просториите, тогаш се случува магија. Значи, магија, бидејќи срдечноста и она што го покажуваат пречекот од страна на моите вработени во центарот, е исто така не се раскажува, тоа само се доживува. Така што, еве, во тек, иако е лето, некои од децата немаат можности да одат на летување, па ние како центар кој што се грижи за сите деца, направивме едно летно училиште, така наречено летна радост во Карпош, каде што децата можат да дојдат и слободно да минат одреден дел од денот заедно со вработените и да ја почувствуваат она магија која што едноставно се пренесува. Тоа само кога ќе излезат од центарот можете да ја забележите нивната среќа, радост
и воодушевување за она што го правеле низ текот на денот. Која е бројката на вработените? Ние сме малкумина, но доволно за она што го работиме. Значи 12 вработени сме. Не отстапувам од моментот дека имаме потреба од повеќе, меѓутоа со она што во моментот располагаме, јас сум горда и среќна да сите заеднички функционираме како еден. Возраста ние приближно тука немаме однос на надреден и подреден, туку едноставно градиме една взаемна доверба и почит, така што на крајот од денот тоа го препознаваат и останатите институции, особено надлежните, градот Скопје, и ценам дека заради тоа ја имаме безрезервната поддршка. Сето она што го градиме заеднички и бидејќи ни се ближи она титула која што ја освоивме, Скопје Европски град на културата во 2028 година, и децата ќе земат учество, односно центарот кој што јас го раководам, со задоволство ќе земе учество на оваа значајна година како за градот Скопје, така за нашата институција и за целата држава воопшто, бидејќи навистина нема да откриваме, се подготвуваат многу интересни и убави програми, особено јас ке зборувам за програмите за децата, така што Скопје 28 година навистина еден професионален тим тоа го раководи, начело со градоначалникот, и тоа ќе биде навистина една убава приказна која што ќе се памети, а ние ќе бидеме дел од таа успешна приказна. Надевам дека 2028 ќе биде нешто што ќе биде раскажано по светот, бидејќи ретка чест е да прво бидеш град на културата, а второ и да имаш што да понудиш. Сите овие млади кои се кај вас се идни, луѓе кои го поминале квалитетно времето, создале од себе личности кои понатака зборуваат за нивната умешност и за нивното знаење, кое треба да го пренесат на останатите луѓе и деца кои на исти начин ќе си го поминат времето и ќе станат дел од возрастни луѓе кои нешто постигнале во животот. Така е, се согласувам. Еве, сите оние кои што ќе ја гледаат оваа емисија, слободно јас и млади и возрастни, има луѓе кои што воопшто не влегле во центарот, не влегле ни во дворот. Ги поканувам да дојдат на чај, на кафе, да ги пречекаме, да разгледаат што се нудиме, значи од класична гитара, од фестивал кој што еве 17 години поред го реализираме, тоа е Тремоло, тоа е еден исто така меѓународен фестивал за класична гитара, каде што еминентни артисти од Европа и светот дошле да бидат учесници тука кај нас, и сме горди на вистина заради тоа, па се до Орото без граници, до Ритамот на чаршијата, до детските мюзикли кои што се преведени, бродвејски детски мюзикли преведени на македонски јазик, бидејќи и тука водиме сметка да си го зачуваме она што е наше, автентично, исконско, јазикот, културата, уметноста. Значи, тие бродвејски мюзикли на македонски јазик звучат перфектно, бидејќи препевот го прави маестралната Весна Малинова, и на една сцена да видите три уметности во едно, тоа е танц, музика, и пеење и глума, навистина е фасцинантно. И ретка можност. Да. Самото постоење на детскиот центар и времето кое едноставно
минува, не ви значи ништо, бидејќи во него се живее живот кој едноставно вреди да се вложи сета енергија во него, е нешто што кажува дека ни е многу потребно, дека треба такви таленти да подникнат, да едноставно почнат од вас за да можат понатака да се развиваат во успешни личности, е нешто што мислам дека е ретка можност на овие бивши југословенски простори. Да. Еве длабоко во мене сега кога разговараме, се буди чувство на исполнување на аманетот, на оној драга кој што на вистина ни дал се, ни ја подарил таа прекрасно здание, прекрасна куќа и на вистина и сега на некој начин живее со нас. Живее со нас, преку децата и ќе живее се додека се споменува како човек и кога тоа ќе функционира. Дали повеќе или помалку тоа функционира и ќе функционира само за децата и со децата. Бидејќи тоа е она за што сите ние живееме, да им понудиме квалитетно време на нашите најмлади, најмили, да осознаат што е во суштина култура, уметност, да знаат, да го вреднуваат тоа понатаму и да растат со едни такви вредности. Сите тие што почнале таму и што создале некои своји успешни приказни, дел од таа приказна е секако самиот дом на културата, е нешто што кажува дека Драга имал визија дека тоа што го направил ќе живее на некој начин вечно. Да, тоа е во суштина вистината и драго ми е што ете, јас ја имам таа можност да го живеам едноставно својот детски сон. Кога бев дете, бев дел од тој центар, сега сум од другата страна, како што кажав и на почетокот, меѓутоа јас на вистина го живеам својот сон во реалноста и на вистина сум среќна да сите луѓе имаат можност да го работат она што на вистина го сакаат да го работат. Мене, јас и по вокација сум професор, меѓутоа сум се занимавала од мали нозе со културата, така што тоа ми е едноставно врежано во кодот, во мојот код. Ете, сакам да кажам дека среќата е да го работиш она што го сакаш. Не само што го сакаш, него едноставно тоа што некаде длабоко во вас експлодира низ работењето на сето тоа. Мене ми е многу драго и мислам дека самата установа Детски културен центар лично сметам не е доволно препознаена во Скопје и во Македонија како институција која раѓа и млади таленти, и овозможува на децата да се најдат себе си таму и да тоа функционира со години, без некои големи приказни, без некои големи реклами, него едноставно љубовта која тука се случува е нешто што ја одржува. Па, делумно се согласувам дека не е препознаена. Прво, самата архитектура ја фаќа за око кога случајните минувачи минуваат покрај тоа здание. Морам да кажам дека години наназад се работи и се препознава она што се работи за децата и со децата. Може би некои нови генерации кои што доаѓаат, може би не чуле и не виделе
и не влегле внатре во центарот, еве можност, повторно кажувам, да дојдат за да ја запознаат и однадвор и одвнатре, бидејќи заслужува не само институцијата, туку сите граѓани на нашата држава заслужуваат прво да ја знаат приказната, која што обстои толку многу години, за која што јас горделиво зборувам за истата, и да едноставно ја поддржат детската радост или институција, бидејќи не секогаш, знаете, зборуваме за едно време, едно општество каде што, и е голема безпарица и некои работи се изместени од патот на кој што сакаме, нели, да одиме и да бидеме, да достигнеме некаква цел. Па еве можности за оние општествено одговорни компании кои што на некој начин сакаат да вложат во едукација, во култура, во уметност. Ние сме исто така расположени за една таква соработка, што во минатото и било практика, па и сега во ова време да можат да дадат еден придонес, да можеме да малку да не очекуваме се од надлежните од градот. Така да со самата ова афирмација на центарот, со самиот овој разговор, по широката јавност ќе може да дознае за сите оние збиднувања кои што се случуваат, а се во организација и реализација на Детскиот културен центар Карпош. За жал, од режија ме упоменува дека сме при крај, бидејќи мене ми е туристичка дејност, нешто со што цел свој живот се бавам. Мислам дека тоа е една одлична туристичка приказна која може да се доживее и да ја препознаат странците како нешто многу вредно. Затоа искрено даваме на препорака да тоа биде дел од едно познавање на Скопје, па дури и туристичка тура посветена само на центарот, и целта на овој разговор што ја викнав ми беше тоа. Одлична идеја, еве во иднина ќе го направиме и тоа, да бидеме центар каде што туристите ќе дојдат и ќе ја чујат уникатната приказна. Да. Драги мои, тоа беше се за денеска. Се надевам дека ви дадовме или ве потикнавме да дзирнете малце во центарот, да видите што таму се случува.